Здраво, добродовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за соли, поточно за нивната номенклатура. Сега, една многу чиста сол, која сте се запознаени, онаа солта која ставате дома во јадење, така? Таа сол е всушност натриум хлорид, NaCl. Сега, всушност овие двата се држат со ионска врска, бидејќи двата атоми се иони, така? Значи ова е ионска двојка, каде што хлорот е негативен, односно е анион, а натриумот е позитивен, односно е катион. Сега, односно, солите се изградени од катиони кои се врзани заедно со аниони. Така, катионите се позитивни, анионите се негативни. Сега, овие аниони најчесто доаѓаат како киселински остатоци. Нели, кога зборевме за киселини, имавме водород кој е прикачен со некој киселински остаток, и тој киселински остаток кој ќе се откачаше од водород, односно водород кој ќе се откачаше од него, добивавме К минус. И потоа К минус всушност е ова А минус. Тоа е истото. Тој киселински остаток е анион, а тука ставив А за да бележам за анион. Така. Значи тоа е истото. Само што користам друга буква. Но нема врска. Значи овој анион кој останува од киселината доаѓа на местото за анион и сега потребен ни е катион и ќе изградиме сол. Сега сите овие се нарекуваат соли кои ќе разгледуваме. Значи не е само на солта која ставаме дома, таа дома која ставаме, таа е готварска сол. Така да постојат многу други видови на соли, и сите соли се всушност видови на соединенија, како што постојат киселини, нели постои оцетна винска киселина, постои хлороводородна и многу други. Така исто постојат и соли. Значи сол не е онаа дома што ја ставаш, мислам таа е сол, ама ме сваќате што сакам да кажам. Соли се видови соединенија. Сега, кога ќе ги именуваме, бидејќи имаме многу различни видови соли, првично се пишува името на катионот, така се пишува името на катионот и се користи стоксова нотација за оксидациониот број на катионот. Така, например, овој катион да речеме дека е 3. Ако има променлив, нормално ако е константен, не мора да се запишува, ама ние ќе го запишуваме независно, така. Значи ние ќе го запишуваме независно, и тоа не е грешка, ама обично во пракса ако има константен оксидационен број не се запишува. И понатаму се пишува името на анионот, така, или како го бележам со сина боја, се запишува името на анионот и така се добива името. И сега ќе ги разгледаме солите и првично ќе идеме на првиот вид соли кои се нарекуваат нормални соли. Сега, бидејќи рековме дека анионот доаѓа најчесто од киселина како киселински остаток, најчесто солите се добиваат на тој начин што водородните атоми од некоја киселина всушност се заменети со некој анион. Така. И сега, на пример, ќе земеме еден пример, каде што ќе започнеме со H2SO4. H2SO4, и ова беше сулфурна киселина. И ако ги разгледаме оксидационите состојби кои, например, за кислородот 4 по минус 2, тоа е минус 8, ова е плюс 6, значи оваа целата група е минус 2. Ако таа целата е минус 2, ова е плюс 1 по 2, односно плюс 2, така што целото овдека е 0. Така ли, затоа ако имаме ова соединение, H2SO4 може да постои. Сега овие, иако не објаснив добро кога разгледувавме оксиди, од кај потекнуваат оксидационите состојби, тие не се ништо магично, едноставно колку електрони има, така, например, сулфурот, ако го запишеме, тој може, ќе направиме 2, 3, 4, 5, 6. Така, има 6 слободни електрони со кои може да гради врски, затоа плюс 6. Тие ги зима кислородот и тука ќе ставиме еден кислород, друг кислород, тука трет кислород, четврти кислород. Сега, кислородот повторно ионци има под минус 2, така минус 2 за секој кислород. И овдека, и сега овие кои се поврзуваат со едно, всушност тука имаат минус 1 и сега овдека доаѓа водородот. Така, тука доаѓа водородот. И затоа водородот викаме дека има плюс 1, значи тоа е ова овдека што е. Така, кислородот има минус 2, тоа се овие. Така, додека сулфурот има плюс 6, тоа се овие. И од таму доаѓаат оксидационите броеви. Едноставно, оксидационите броеви ни служат за да видиме дали точно ни е формулата. Иако ти можеш да правиш на овој начин, јас сега што ја направиш, само ти треба периоден систем, ќе видиш и ќе можеш да
направиш логично како би изгледала формулата. Но за него правиме тоа, затоа се користат оксидационите состојби. Односно оксидациониот број. Сега, како што реков, добро, на ова H2 е всушност плюс 2, или дека плюс 6 и минус 8, ова ќе биде минус 2 и целото ќе реков дека ќе биде 0. Така, сега, од оваа сулфурна киселина, ако го издвоиме анионот, така, ова беше анионот, го издвоиме анионот, тоа ќе биде SO4, 2 минус, бидејќи фалат 2 водорода, односно има 2 електрона вишок кои висат, ама тоа истото можеме да го запишеме како оваа група кога е слободна, ова е нели минус 8 плюс 6, односно целото е минус 2. Така на целата група е оксидационата состојба минус 2. Ако запишеме минус 2, сега, ова е анионот. Така, значи ова е анионот. Сега ни треба катион. Сега за катион може да ставиме голем број атоми кои се позитивни. И во овој случај ќе ставиме калиум. Така, плюс калиум. Сега калиумот има оксидационен број плюс 1, значи ни треба 2 атоми на калиум. И всушност тоа што ќе се добие ќе биде K2SO4. И името овдека би било, ева како ќе го запишеме, ќе биде калиум 2, цело треба со римски да се запишува, ама да не ја минувам цело време тастатурата и треба заграда биде, ева како ќе опишувам, калиум 2 сулфат, бидејќи анионот беше сулфат. Така нели така се добива аниони. И како што реков, ова само треба да биде запишано вака у заграда и со римско 2 и сулфат, ама за не трошам време, вака ќе го запишувам. Ајде сега ќе земеме друга киселина, така. Иначе ова е солта. Ова е солта, така. Сега ќе земеме друга киселина, ќе земеме H2SeO4. Ова е селенова киселина. И сега го извојуваме повторно анионот. Го извојуваме анионот, тоа е SeO4 и ова исто е минус 2. Сега со него ќе врземе хром, така, Cr, али поентата е овој Cr кој го избравме има оксидационен број плюс 3. Така, значи чим тој има оксидационен број, тоа соединението кое би го добиле, единствен начин да би го формирале би било следново Cr, 2 атоми на Cr, со жолта боја ќе обележам, SeO4, целото 3 такви групи. И всушност му доаѓа дека оваа е минус 2 по 3, односно е минус 6, додека оваа е 2 по колку? Со цела се достигне до 0. 2 по 3. И така што ова ќе биде дека плюс 6. Така што целото ќе биде 0. Значи името на ова соединение ќе биде хром 3 и сега доаѓа името на анионот. Тој анион бидејќи дојде од селенова киселина, значи тоа беше со нормален оксидационен број, така да тој ќе биде селенат. Сега некој ги гледал овие видеа само за соли, а не ги гледал претходно тие за киселини и оксиди, можда ќе му биде чудно, но затоа многу е важно да се гледаат по ред, бидејќи тие се надокнадуваат едно на друго. Тоа што сме го научиле претходно, веќе не се повторувам постојано. Така од кај го имаме ад, зашто ставаме ад и така натаму. Добро, сега ќе земеме друг пример. Ќе биде последен за нормалните соли. И ова ќе биде, исто ќе започнеме од сулфурна. Започнеме од сулфурна, H2SO4. Ама сега од таа сулфурна ќе преминеме во тио сулфурна киселина. Сега како беа тио киселините? Се одземаше еден кислород, се додаваше еден сулфур, односно се вршеше замена. Така што тоа што ќе добиеме ќе биде H2S2O3. Така, сега, од тоа соединение ќе го издвоиме анионот, и тој анион ќе биде S2O3, кој ќе биде дека минус 2. Сега, како е името на овој анион? Значи сега името на овој анион не е сулфат, него името на овој анион е тио сулфат. Тоа требаше да го научите во видеото за киселини број 2. Сега, овој тиосулфат ќе му додадеме на него железо. Така, ева, ќе пишам плюс и да земам некоја си кафена боја, например, железо. Сега, единствен начин
бидејќи ова железо е плюс 3, да се добие соединение, ќе биде исто како минатото. Односно ќе биде Fe 2 S2 O3 3. Ова ќе ставим со жолта боја. Така што во овој момент железото е плюс 3 по 2, тоа е 6, а ова е минус 2 по 3 минус 6. Така што името на ова соединение, запишаме сега, ќе биде железо 3 тиосулфат. Добро, тоа беше за нормални соли. Сега единствена работа само некој што може да се збуни е на пример овдека. Реков дека ова тиосулфат е минус 2, а некој ќе рече како е минус 2, кога кислородот е минус 2 по 3, тоа е минус 6. Сулфурот претходно рековме дека е плюс 6, така рековме дека е плюс 6, така што сулфурот ако е плюс 6, ова ќе биде плюс 12, значи целото ќе биде плюс 6. Така, а ја викам дека е минус 2. Тоа е бидејќи оксидационите броеви може да се сменат зависно од соединението. Сулфурот и кислородот немаат единствен оксидацион број. Иако викаме дека кислород најчесто е минус 2, не мора секогаш да биде минус 2, и сулфурот не мора да биде плюс 6. Например, структурата на ова соединение S2O3 е всушност имаме еден сулфур тука, поврзан со кислород тука и овој кислород е со негативен предзнак, бидејќи не е поврзано дека има електронски пар вишок. Тука имаме кислород и овдека исто имаме сулфур кој исто има негативен предзнак. И затоа имаат променливи оксидациони броеви, бидејќи може да се наоѓаат и во други соединенија, така што налик да изгледа дека го има тој оксидационен број, но всушност се си доаѓа окей бидејќи имаат негативни предзнаци овдека, но нив обично не ги запишува. И всушност имаат различни оксидациони броеви, така што на крај се израмнуваат до минус 2. И затоа потоа нели треба да имаме 3 вакви молекули по минус 2 за да стигнеме минус 6, за со железото плюс 6 за да добиеме 0. Добро, тоа беше за нормални соли. Сега ќе идеме на хидроген соли. Ја видиме вака, добро. Наредни кои ги разгледаме се така наречени хидроген соли. Хидроген зашто содржат водород. Едноставно не се отстрануваат сите водороди од киселината, така што немаме чист киселински остаток, односно анион. Што мислам со тоа? Да речеме ќе ја земеме сулфурна киселина, H2SO4. И сега од таа сулфурна киселина не отстраниме два водорода, него отстраниме еден водород, така што ќе добиеме HSO4. И ова ќе има предзнак минус, бидејќи фали еден водород и електронот од тој водород е пренесен на соединение. Така си заминал еден протон всушност. Си заминал еден H+, и сега останало овдека минусот. Добро, ајде нека остане тоа вака, како H+, за да знаеме дека си заминал. Сега, на овој анион, кој не е целосен киселински остаток, ако му се додаде катион, всушност ќе добиеме хидроген сол. И во овој случај, катионот ќе ставиме да биде натриум. Ставиме да биде, значи плюс натриум. Сега, натриумот има оксидацијен број плюс 1 и да видиме што ќе се добие. Едноставно не мора да се добиваат повеќе молекули, едноставно само ќе додадеме натриумот и ќе додадеме потоа остатокот од киселината. Сега, како ќе се именува ова соединение? Првично се става името на катионот, така че става името на катионот, во овој случај тоа е натриум. Се става променлив оксидацијен број ако има. Во овој случај натриумот нема променлив оксидацијен број, ама ние ќе го запишеме, ќе речеме дека тоа е 1. Така значи тоа е 1, римско заграда се пишува. И потоа се пишува водород, односно хидроген, значи се пишува како хидроген. И на крај се пишува името на анионот. Така значи ова е името на анионот и на крај се пишува името на анионот. Ја ќе обележиме и овдека за да се знае што е што. И тоа си е со виолетова боја. И сега да го запишеме името, значи името ќе биде натриум 1 хидроген сулфат. Така, значи сулфат е името на анионот. Тоа го знаеме од кога решавме за киселини. А е името на
Водородот е односно хидроген. Така, ево дека е името на анинот. Значи натриум, хидроген сулфат. И сега ние запишавме 1 колку да биде, не знам, по бидејќи така најчесто се пишуваат. Ако има нормално постојан оксидацијен број, не се пишува. Натриум има постојан оксидацијен број, ама ние сепак го запишуваме, не е грешка. Добро, тоа беше еден пример. Ајде сега да земеме некој друг пример. Ќе започнеме сега ќе започнеме од сулфурна киселина. Тоа беше H3PO4. Сега од H3PO4 повторно ќе изгубиме еден протон. Иако можеш и два протона да изгубиш, така можеме овдека да изгубиме два протона, ама ние ќе речеме дека губиме само еден протон. Во наредниот пример ќе изгубиме два протона и ќе добиеме H2PO4 минус. Сега нема да додадеме натриум, сега ќе додадеме бакар. Бакар беше Cu. И во овој случај оксидационен број на бакарот е плюс 2. Сега, бидејќи оксидационен број на овдека соединение е минус 1, за со плюс 2, за да можеме да направиме соединение, ова мора да биде Cu, па да ставиме заграда, H2, PO4, 2. Така што ова овдека сега ќе биде всушност минус 2, и ова ќе биде плюс 2 и целото всушност ќе биде 0. Сега, како би било името на ова овдека соединение? Ставиме стрелка. Тоа ќе биде бакар. Ќе запишам сега. Бакар. Бакарот има променлив оксидацијен број, во овој случај има 2. Значи бакар 2. И сега само заборев да кажам, бејќи не остануваат два водорода, се бележи дихидроген. И сега името на анинот фосфат. Значи важни се и грчките префикси. Во овој случај, значи колку водороди ќе останат овдека, толку водороди ќе запишеш дека има, така. Значи овдека биејќи овдека горе ни остана еден водород, едноставно не бележиме монохидроген, него само пишуваме хидроген, но бидејќи овдека не остануваат два водорода, бележиме дихидроген. Тоа преска заборев да го спомнам, че овдека ќе ставиме ди. Друг пример, ќе започнеме од H3 ASO3. Сега, оваа киселина е арсенеста. Значи арсенеста, не е арсенова, него е арсенеста. Бидејќи има пониска оксидациона состојба од таква најчесто се сретнува, бидејќи најчесто имаме овдека четворка. Таа беше арсенова киселина. Ова има 3, ова е арсенеста киселина. Така што името на анинот кој ќе се добие има и Т на крај. Така тоа треба да го запамтите. Добро. И сега ќе изгубиме во овој случај два водорода, значи ќе изгубиме два протона, 2H+. Така што тоа што ќе остане е HASO3. И бидејќи претходно имало целото ова соединение имало оксидацијен број 0, сега кога изгубило два протона, сега има всушност минус 2. Сега, ова ќе го спариме со манган, Mn, кој манганот има променлив оксидацијен број и во овој случај ќе речеме дека има плюс 4. Сега, начинот да ги спариш, всушност било Mn, ќе го ставиме така, и овдека сега ќе ставиме у заграда HASO3, две соединенија вакви, со цел да овдека минус 2 по 2 тоа е минус 4, овдека плюс 4 и целото е 0. Ќе оставиме овдека нека стои. И сега да го добиеме името како би било. Првиот збор нормално ќе биде манган, така. Ќе биде 4, бидејќи е манган 4. Имаме еден водород, така, хидроген. Сега, името на анинот. Реков дека ова потекнува од арсенеста киселина, така што не е арсенат, него е арсенит. Така, значи дека важното е да се запази дека е ит, бидејќи потекнува од арсенеста киселина, не е од арсенова киселина. Ако беше од арсенова, ќе беше арсенат.
но бидејќи од арсенеста е арсенит. Добро, тоа беше за хидроген солите. А сега ќе поминеме уште едни соли, па понатаму другите ќе ги разгледаме во некое си наредно видео. Сега ќе ги разгледаме хидроксид солите. Ајде, тука ќе бележиме трет вид. Вие се хидроксид соли. Сега, во хидроксид солите си го имаме повторно, го имаме катионот, така како тој кој има позитивен полдеж, и го имаме анионот, тој кој има негативен полдеж. Сега, измеѓу двете всушност се ветнува на некој начин како ОХ групата, хидроксид групата, која исто има негативен полдеж. И ова целото на некој начин, негативниот полдеж на ова целото, треба да го израмни позитивниот полдеж на катионот. Значи ова целото на некој начин можеме да го гледаме како анион. И сега да видиме како всушност би се именувало. Сега само ќе разгледаме неколку си примери. Првиот пример ќе биде BI, ќе имаме OH и ќе имаме CL. Сега, на CL оксидативен број е минус 1, на OH групата исто така е минус 1 и всушност тоа дека треба да биде CL2, гледам нешто не искача. Сега, на бизмутот има променлива валентност, на овој случај е плюс 3, така што ова се израмнува. Сега да видиме ова како би се именувало. Името на ова соединение ќе биде бизмут 3 хидроксид хлорид. Сега ова ИД всушност потекнува од анионските остатоци на безкислородните киселини. Така, безкислородните киселини исто имавме анионски остатоци и кај нив се користеше ИД на крајот од анионот. Така што името дека е бизмут хидроксид хлорид. Значи, првично бизмутот се бележи оксидациониот број, кој ако е променлив се бележи, ако не се бележи. Се бележи хидроксид, така, се бележи хидроксид и на крај името на анионот. Добро, сега да видиме некои други примери. И нормално исто да напомнам ова дека треба се бележи во заграда, со римско, но ја не го бележам зашто одзема повеќе време. Нареден пример ќе ни биде, повторно со бизмут ќе земеме. Бизмут, на овој случај ќе ставиме OH, да имаме две такви групи, а CL да имаме една. Така што повторно се израмнува, бидејќи ова ќе биде минус 1, и ова е минус 1, бидејќи е по 2, а повторно се е плюс 3, така да бизмутот пак ќе биде плюс 3. Но, името сега ќе биде, што мислите? Бизмут 3, сега, колку хидроксидни групи имаме? Имаме две хидроксидни групи и затоа тоа се бележи дихидроксид хлорид. Така. Добро, ајде сега да видиме еден пример каде што ќе пробате сами да сватите валентноста. Тоа ќе биде SN, тоа е калај, OH, CL. Кој ќе биде името овдека? Името ќе биде калај. Сега, валентност на колку треба да биде, со цел ова да биде 0 соединение. Валентноста на калајот треба да е плюс 2. Така да калај 2 хидроксид хлорид. Од кај го извадивме, некој ако се прашува. На хлорот е минус 1, на ОХ групата е минус 1, бидејќи нема стеќиометриски коефициент. Ова овдека треба да е плюс 2 и целото си добива една вредност 0. Затоа е калај 2 хидроксид хлорид. И едно последно, нека биде SB, што е антимон, SB OH 2 CL. Колку ќе биде овдека? Името овдека ќе биде антимон. Сега, колку треба да е валентноста на антимонот? Треба да е плюс 3. Дихидроксид хлорид. Бидејќи имаме две хидроксидни групи. Така, че имаме две хидроксидни групи.
Одека имаме минус 1, минус 1 по 2, тоа е минус 2, значи ова треба да е плюс 3. И затоа е антимон 3 дихидроксид хлорид. Добро, тоа се солите кои ќе ги разгледаме во ова видео. Ќе направам уште едно видео нормално за соли, бидејќи имаме и други видеи на соли, како што се оксидни соли, двојни соли, пероксиди и кристалохидрати. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе продолжиме за соли. Довидување.